Зборувавме за сите детали, зборувавме за регионалните проекти, зборувавме за огромните подршки за инфраструктурните проекти кои што се во фаза на изведба и во фаза на аплицирање. Зборувавме за отворени билатерални прашања кои што постојат во регионата би биле пречка за идното напредување на земјите кон Европската унија и секако најважното беше да се зајакне соработката. Високата представничка на Европската унија госпоѓа Могерини ќе реферува и свое соопштение сигурно, но јас само да потврдам дека ваквите пракси таа ги најави како една редовна потреба на состаноци на премиерите од Западен Балкан со високите представници на Европската унија, посебно со госпоѓа Федерика Могерини. Дали сте разговарали со господином Вучичем во рамките на информација да е припадник и од парламентот да се решава да се Не разговаравме. Разговаравме секако за соработка. Јас верувам дека заедничките служби по Македонија и Србија ќе го решат ова прашање. Јас сум среќен што денеска можевме сите меѓу себе да поразговараме и сите стоиме на линијата на потребата на нашите граѓани и нашите земји за напредување на соработка. Констатиравме овде во присуство на господа Могерини дека и Европската унија ќе не почитува повеќе ако ние соработуваме по регион. На тој контекст, господин Вучич рече дека вие сте оператори во на вашиот националистичка влада. Дали сте ми се извинили, тој рече дека сте имали Јас изразив жалење заради невниманието кое што некогаш политичарите во кампања, пред кампања и после кампања знаеме да го испратиме, многу често е тоа невнимание, но секако преку потврда на потребата од заедничка соработка помеѓу нашите две земји, ние се ракувавме и верувам дека овој состанок кој што беше денеска покрај сврстување на европските перспективи на целиот регион, на нашите земји, значи напредување на соработката помеѓу нашите земји, така и на соработката помеѓу Република Македонија и Република Србија. Докаде се Дали има шанса Македонија да почне да отвори поглавје како 24 Знаете дека прават напори високите представници овде, секако тоа го најавува многу често и комесарот Хан, да отвори еден аспект, макар технички назначен, како помош во реформите кои што се потребни во земјите, така и во Македонија. Поглавието 23-24 ќе бидат од огромна помош за реформите во правосудството и безбедноста во Република Македонија. Тоа знаеме дека за нас значи сериозни реализации на забелешките и сугестиите од извештајот на Европската унија и извештајот на Прибер. Јас посакувам 2018 година да се отвори датум за да се даде датум за преговори и официјално да ги отвориме. Но час поскоро, дали официјално или неофицијално отварање на поглавието 23-24 ќе значат огромна помош за Докаде се преговорите за формирање на новата влада и дали БЕСА дефинитивно ќе учествува во таа влада? Можам да кажам дека со другите партии сме многу поблиску и во делот на она што значи распределба на ресори и во делот на аспектот на потребата на изнаоѓање на квалитетни кадри. Со партијата БЕСА не сме дошли уште да разговараме за кадри, се уште разговараме за ресорите, вкупниот број, колку, пропорциите, одговорноста. Верувам дека многу брзо ќе дојдеме да разговараме и за имиња. Моја аспирација е, а генерално и сите лидери барем заклучивме да се обидеме до крајот на неделата да оставиме предлог на македонскиот парламент. И ветивме некои десетина дена, еве во недела 10 дена завршуваат, веќе 6-7 дена поминаа. Луѓето очекуваат резултати, луѓето очекуваат подобрување на економскиот живот, започнување на реформите. Сакаат да видат како парламентот функционира, опозицијата ја врши својата работа, владеачкото мнозинство својата работа. Сето тоа ќе значи и секако приближување кон Европската унија, но најповеќе од се и подобрување на животот на граѓаните. А как мислите да ćete да имате парламент у влади? Как мислите да би парламентот могол да изгласа нову владу следеќи недели или? Јас се надевам дека ако успееме тоа што си го дадовме како задача до крајот на оваа седмица да го ставиме владата во парламентот, согласно деловникот на парламентот на Република Македонија, дебатата трае 48 часа или 2 дена. Тоа значи почетокот на едната седмица Македонија треба да има нова влада.